овдека политичките елити се толку оттуѓени, толку одвоени од народот и од реалноста, што они функционираат сами за себе. Ова што се случи во Бугарија, од друга страна, според мене е показател дека демократијата е здрава. Значи, народот може да предизвика промена. Не мора да протестира 2 години пред парламентот или пред владата за нешто да се промени, туку може да предизвика промена. Иако не навлегувам во тоа дали е добро или е лошо. Ја лично мислам дека е добро за Бугарија што ќе влезе во еврозоната. Има реални, проверливи економски параметри кои што се пресметани, кои што ќе бидат видливи уште идната година. Печатење на пари, клиринзи разни и така натаму. Мислам дека фон дер Лајен истакна дека само наредната година 500 милиони евра ќе заштеди на тие трансакции Бугарија. Значи, има многу битни елементи кои што јас не ги проценувам. Народот таму си знае подобро. Има многу фајди, така е. Така е. Само да ти кажа, протестите не бяха против въвеждането на еврото. Това бяха едни попредни протести. Протестите бяха против проектът за бюджет за 2026 година. И сега хайде да го кажем, аз съм частник, работя на частна практика. За мен такъв бюджет наистина не беше добър заради повишените данъци и осигуровки специално, които трябва да се плащат. Но в този смисъл разбирам логиката на протеста. Генерално най-големите политически партии, предполагам това означава и техните гласачи, поддържат еврото. И тези, които бяха във владата, и тези, които са в опозицията. Но беше действително протест против държавния бюджет. И за мен всъщност това беше много интересно, защото ние в момента не се бориме от бедност и не протестираме от бедност, а протестираме за това, че искаме парите ни да се управляват по-добре. Което е легитимно. Това е легитимно. Днеска някой сподели една статия от вестник 168 часа. Ето ви слика. Вече няма такъв вестник 168 часа. Мисля, па може да го има. Но това е от 20-27 декември. Това беше седмичен вестник. 96-та година, преди 29 години. И казват, еврото ще смени лева, но след второто пришествие. България няма шанс да влезе в Европа. Само да кажем, това беше комунистическо правителство. И тъкмо тогава започна най-голямата криза в новата история на България. Невероятна инфлация. За броени седмици $1 чинеше 3000 лева. Да си го представите, лятото на 96-та, да кажем юли-август, $1 чинеше 30 лева. Пола года след това 3000 лева. Това беше най-голямата инфлация. На много народ им изгоряха спестяванията тогава, заради инфлацията. Но ето преди 29 години нашите комунистически лидери казваха, не сме готови, европейските наблюдатели казваха, не сте готови, лева ще остане, няма да има евро, България няма шанса за Европската уния. Това е признак, че ние си платихме с младостта. Обаче за следната генерация, която иде след нас, има евро, има Европска уния. Ама бяха тежки времена. Тогава бяха и може би най-големите протести, които аз съм виждал, младежки протести от началото на 97 година. Но ето как се измениха работите. И сега наистина вече дойде до това, че в България еврото е свършен факт. Да, имаме няколко партии, имаме и група граждани, които вярват на много силни пропаганди, но като цяло България върви напред, където и е мястото. И за мен за това и ключовата дума на 25-та година е промени. И те са добри промени. Първата промяна беше, че влязохме в Шенгенската зона. Сега мога да се кача на магарето и откъдето сакам да отида в Тракия, в Гюмюрджина, да пия кафе, защото аз съм тракиец. Нас Беломорието значи, Филипе. Беломорска Тракия. Слушай, објасним го тоа на граѓаните во Македонија што значи да нема граница. Тоа чувство
кај нас е проблем, ние сме како во резерват овдека. Ама и ние бяхме така, напълно те разбирам. Да. Значи, немањето граница е една таква придобивка, едно такво симнување на терет од рамениците и чувство на слобода, што сакам ти на твој начин да им го приближиш на македонците, на моите сограѓани тука, бидејќи и јас се залагам за Европска унија, тука има некои деструктивни движења, процеси, што ќе правиме ние во Европска унија, па има други објаснувања, па попрво ќе се распадне пред ние да влеземе и така натаму. Значи, убава споредба направи ти за вредноста на левот и добро е што го даде ова од вестнициве, затоа што Бугарија доживеа трансформација во секоја смисла. Се интегрираше во Европа и доживеа една промена, па и економски напредок. Значи, меѓутоа, вие сте 17 години членка, од 2007, ако не се лажам, сте членка на Европејскиот сојуз или Европска унија. Морам да внимавам како зборувам, пошто ви реков, едни ме прават србоман, други бугарофил, никој човек не е ратов дека најлесно се лепат етикети. Но битното е, вие сте 17 години внатре во Сојузот и сега ја завршувате целосната интеграција. Но ние не сме ни почнати. Значи, вие влеговте пред 17 години, дојдовте до Шенген, значи, обезбедите надворешната сигурност на границите и со еврото усогласивте буџетскиот дефицит, односно по правилата на Европската унија. Јас ова го предавам на факултет, како предмет Европската унија. Значи, тоа е многу долг процес, вие го затварате. И вие сте сега комплетно усогласени на исто ниво со Европската унија. Ние не сме ни на почеток. И за нас требаше да биде тоа една мотивација, плюс да брзаме, кој што брза да речеме Црна Гора, кој што брза Албанија. Албанија граби со невидени чекори напред, а ние извештајот на Европската комисија, односно извештајот за Македонија го третираме како извештајче во деминутив, во смисла, не е битно тоа. Таму кај што ни ги наоѓаат забелешките, кои што реално не може да бидат необјективни. Они ти викаат, мора да има независност на власта, значи судска власт, извршна власт, мора да биде поделена власта, мора корупцијата да се намали, односно искорени, мора да биде слободата на јавното изразување на прво место и така натаму. Ние ништо не правиме од таа гледна точка и затоа велам дека е добро да се чуе за вашето искуство. Паднала влада, голема работа што паднала влада, ќе се избере нова влада. Придобивките кои што ги имате вие се непроменливи. И дајте вака една кратка согледба од ваша страна, дали тоа веќе утре ќе се распадне Европската унија? Не, нема да се распадне. Почни ти, па јас сакам да се много брзам. Европейскиот съюз, а гледај сега, ако Европската унија се распадне, представете си го така, ние сега сме в Шенген, вече една година. Ако се разпадне Съюзът, как ще отида аз в Гърция, ако сакам? Не, че всеки ден ходя, но много нашинци имат и имоти там, на Бялото море си купуват и ходят. Други ходят на почивка, на отмор на техните курорти. Но как ще отидем в Гърция? Как ще отидем в Румъния? Днеска гледам едни мои познати от Хасково, отишли в Букурещ. Как ще отидем в Италия, в Венеция на екскурзия? Ами в Германия на работа. Как ще ходим в Австрия на шопинг, който сака много мода и разбира? Как ще ходим във Франция? Как ще ходим в Испания, шпанска? Ами Португалия. Дали можеш как ще пътуваме? Ти да го замислиш тоа дека ќе се распадне унијата? Дали можеш да замислиш дека ќе се распадне унијата? Дали може некој грк да каже не ќе ме унија? Или романец некој? Или унгарец? Ние трябва да можем да се представим какъв би бил нашия живот без унията, ако сега се разпадне тази уния. Отново с визи. Къде ще ходя аз с виза? В Гърция, в Франция, в къде? С
ако всяка държава си върне собствената валута, някъде франк, другаде марка, другаде какви бяха още? Да. Крони. Ами аз как накрая във всяка държава ще ходя и трябва да обменям пари в меновачниците? Това е лудница. И много други работи, които ние не ги виждаме и не ги мислим. Но да, народа много пъти мисли емотивно. И то точно тук е проблемът с пропагандата. Но Дали има врска некоја руска пропаганда, да речеме, малку во Бугарија? Разбира се. Дека врската е многу голема со руската пропаганда.